По повод октомври, месецот за свесноста за ракот на дојката, во Сдруженијето на пензионери во Тетово се вршат бесплатни прегледи во деновите вторник, четврток и петок. Прегледите ги врши доктор Павле Спасеновски, специјалист радиолог, субспецијалист за гинеколошка и мама радиодиагностика. Месец октомври е светски месец за борба против рак на дојката. Затоа ние во Сдруженијето на пензионери вршиме цел месец бесплатни прегледи на пензионери. Има пензионери и помлади од 60 и некоја година, значи пензионери и нивните семејства. Значи бесплатни прегледи, така наречени скрининг, за да се означува да се видат каква е здравствената состојба. Секој вторник, четврток и петок од 10 сатот до 14 сатот се вршат бесплатни прегледи. Не треба ни упад, не треба ништо, само добра волја и да се јави тука. И резултатите моментално, се кажуваат, ако има потреба и даваме и слики. Раната детекција, соодветната диагноза и третман ја зголемуваат можноста за излекување на пациентите со карцином на дојка. Прегледот треба да почне негде околу 15-та година на кој девојчиња. После пубертетот се јавува се што може да се јави, не од малигна гледна точка, него од болести, цисти, тие се многу болести, хормонски зависни. И тие ствараат проблеми од болки и други работи, што значи за сите може да превенцијата да биде нако. Има овде само прегледи и ехо преглед. Ехо диагностиката е многу чиста, јасна, безболна и од тоа почнува на тамошните прегледи. Значи, за еден преглед прво треба клинички преглед, да се прегледа дојките, после доаѓа ехо прегледот. Ехо прегледот треба стручњак тоа да го води. И ако има потреба, после са на тамошни прегледи мамографија и биопсија на самата туморска маса. И после тоа дали ќе идеме на оперативен захват кај хирурзи, ќе идеме дали терапевски, али заедно се оди и хируршкиот захват со хемотерапија и на тамошна друга терапија. Што значи излечивија ракот на дојката. Бројот на заболени и умрени жени од рак на дојка се зголемува со возраста, значително по 45-тата година од животот, а најчесто над 50 годишна возраст. Но оваа болест се диагностицира и кај помлади лица.